Седници на советите на општина Кавадарци и Росоман, одбележување на светскиот ден на дијабетот, расте интересот за вакцинација. Добра вечер во Централниот дневник на КТВ. Ова се темите кои што ќе ги следите меѓу останатите во овој дневник. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа втората седница во новиот состав. Оформени општинските комисии, Ванчо Настов избран за заменик градоначалник, усвоени ребалансот на буџетот и извештајот за третиот квартал. Обемен дневен ред за денешната втора седница на Кавадаречкиот совет, на која се оформи општинските комисии. Во утврдувањето на дневниот ред опозицијата даде неколку предлог иницијативи. Советникот Јован Златевски побара преструктурирање на општинските комисии, бидејќи, како што рече, истите изгледале на партиски штаб. Истото го побара и советникот Ристо Сакалиев. Вуко Мелов од СДСМ побара на дневен ред да се најдат иницијативи за отворање на народна кујна и помош при набавка на огревно дрво за социјално ранливи категории граѓани. Советот да расправа за состојбите во лозарството и, како што рече, ниската откупна цена на винското грозје годинава, побара советникот Горан Тодоров. Ваквите предлози не беа прифатени од мнозинството, за истите гласа 6 за и 13 против. Советникот Златевски доби образложение на неговото барање и обвинување дека не бил присутен на седницата и не доставил предлози за членови во комисиите, а градоначалникот Митко Јанчев нагласи дека во Кавадарци функционира народна кујна која им подготвува секојдневно оброк на околу 60 лица, а паралелно работи и банка за храна. На денешната седница се разгледа и усвоија ребалансот на буџетот и кварталниот извештај за извршувањето на буџетот за третиот квартал. Ребалансот, како во приходниот дел на буџетот, така и во расходниот, е намален за износ од 81.673.000 денари, со што буџетот, како во приходниот, така и во расходниот дел, се сведе на ниво од 1.490.792.000 денари. Остварувањето на вкупните приходи по сите основи за третиот квартал е во износ од 966.765.000 денари во однос на планираните или 61,48% од планираното. На денешната седница беа донесени програмите за развој на општина Кавадарци за одржување на локални патишта и улици во зимски услови за 2026 и измени на неколку програми за 2025. Се разгледа извештај за работење на јавни предпријатија, а беа усвоени и измените и дополнувањата на годишните програми на основни училишта. Денеска се конституира Советот на општина Росоман. Ангел Камчев од ВМРО ДПМН е избран за председател на Советот. Изјава. Јас, Ристо Јошев, свечено изјавувам дека правата и должностите на член во Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија. И уште еднаш ви честитам и ви благодарам на присуствието. Новиот состав на Советот на општина Росоман денеска ја одржа конститутивната седница. Советниците дадоа свечени изјави, а за председател на Советот беше избран Ангел Камчев од ВМРО ДПМН. Честитки до новоизбраните советници упати градоначалникот Ѓорги Крстевски и им посака успешна работа. Почитуван председавач на Советот, почитувани советници, почитувани медиуми, почитувани граѓани, би сакал од моје лично, како градоначалник на општина Росоман, да ви го честитам мандатот, би посакал да имате успешна работа овие 4 години и да направиме многу проекти за граѓаните на општина Росоман. Денеска Советот на Росоман ја одржа и првата вонредна седница, на која се разгледуваше ребалансот на буџетот, а се формира и општинските комисии. За потребите од ребаланс образложение даде градоначалникот Крстевски. Би сакал јас како градоначалник да ви кажам отприлика во каква ситуација наследив општина Росоман овој период. На сметката на општина Росоман моментално имаме околу 1.300.000 денари, додека долгот за храна кон фирмата избрана на јавен повик е околу 1.100.000 денари. Од тие
Сега само што ми известија дека долгот ни е околу 1.400.000 денари кон фирмата. Јас сум должен да тој долг полека го ичистуваме кон фирмата, за да можеме веќе во текот на распустот да објавиме нов оглас за да избереме повторно децата да имаат храна. Тоа е една од посериозните проблеми кои што ги наследивме како општина. Додека кај градежни објекти имаме намалување затоа што јавниот повик од влада се уште не е објавен, тоа е за одводнувањето кај Бавчите, односно вториот дел од 500 и нешто илјади евра, кој што е добиен проект за асфалтирање на тие улици, осветлување, атмосферска и канализациона вода. Ќе го објавиме и тој повик, иако во тек ќе го решаваме и проблемот со експроприација, треба околу 60 лица да бидат обештетени, односно и тој ќе оде на терет на буџетот околу 2,5 милиона денара. Исто така кај школото ставката ќе се промене, до нова година ќе се обидиме да ги исплатиме околу 700.000 денара, 700.000 денара дополнителните ќе ги исплатиме после новата година. Исто така имаме појавено и вишок на средства кај во школото, каде што се прави во овој ребаланс, ќе гледаме да направиме набавка истите да се потрошат во наредниот период до нова година, бидејќи Министерството знае да ги повлече финансиските средства, така да сме во координација со директорката да ги реализираме овие средства. Ситуацијата е таква каква што е. Наредниот период јас ќе гледам да ги обезбедиме сите долгови кои што имаме, ги имаме како општина, да ви ги прикажам тука. Исто така и фактурите, имаме фактури доспеани за трошоци по угостителски објекти. Тие ќе ги затоа и овој ребаланс да успееме до нова година да ги ичистиме тие долгови, да влеземе чисти во новата година. Јас како градоначалник нити сум направил овој период репрезентација, нити планирам да направам. Ни наредната година, ни понаредната. Така да остануваме овие долгови да ги ичистиме, а за ако сакате да видите кој и како се подпишувал слободно одделението за финансии, можеме и да направиме пауза самите да си направите увид во фактурите. Градоначалникот на Росоман Ѓорги Крстевски информира за активностите кои се веќе реализирани и ќе се реализираат во наредниот период во Росоман. Почитувани суграѓани, еве помина првата недела откако сум на функцијата градоначалник на општина Росоман. Изминатиот период се обидовме да направиме многу активности изминатата недела, односно една од првите и најважни активности беше што заедно изработивме проширување на локалните патишта до сите населени места, односно извршивме кастрење и проширување со нашата механизација на јавното комунално предпријатие. Исто така во средата организиравме една голема акција со општествено одговорни компании и јавните предпријатија од нашата општина. Исто така за оваа активност би сакал да искажам огромна благодарност до градоначалникот Митко Јанчев за услугата која што ни извршија, односно ни помогна за да се спроведе оваа акција. Исто така направивме увид во градежните активности кои што се на територијата на општина Росоман, односно одводнувањето на местноста Бавчите, кој што е проект финансиран од владата на Република Македонија, односно првата фаза каде што се одводнуваат Бавчите, додека потоа ќе продолжиме со новиот тендер, односно поголемиот проект каде што ќе го распишеме тендерот до нова година. Ќе имаме околу 550.000 евра за изградба на фекална канализација, атмосферска канализација и асфалтирање на улиците, како и улично осветлување. Додека останати проекти кои што го работиме е асфалтирањето во населеното место Сирково, веќе таму работите се одвиваат во финална фаза, се врши тампонирање во фазата пред асфалтирање. Очекуваме исто и така до нова година овој проект да биде комплетиран. Во наредниот период, односно 1.12, ќе се започне и со реконструкција на главната улица во село Манастирец, проект кој што е финансиран од Светска банка преку Министерството за транспорт и врски. И годинава голем е интересот за вакцините кои штитат од компликации од грип. Навременото вакцинирање за сезонски грип ќе придонесе да има помалку заболени од истиот, велат лекарите. Што се однесува до сезонскиот грип, веќе еве цел месец се почна вакцинацијата. Интересот е голем кај граѓаните, се пријавуваат масовно. Ова година мислам ги соборивме сите рекорди во вакцинациите. Има многу пријавени, многу вакцинирани. Значи да напоменам исто така, може да се вакцинираат сите лица
постари од 65 години или хронично болни. Тука спаѓаат и здравствените работници, кои што вакцината за нив сета е бесплатно. Но и да напоменам, можат да се вакцинираат и луѓе кои што се подлежни на подлежни се што секоја година се заразуваат од грип, они може да си ја платат вакцината на приватно. Вакцината мислам кошта 700-800 денари, но и имат и таа опција да направат. Му порачувам на луѓето масивно да се вакцинираат, масивно да се пријавуваат на страницата vakcinacija.mk, но ако имат и било каков проблем да дојдат во просториите во Центар за јавно здравје Кавадарци, за да можеме ние да ги пријавиме ако они не можат. По повод Денот на дијабетот, денеска беше спроведена превентивна иницијатива за мерење на шеќер кај граѓаните, но и давање на препораки. Денес сме овде да ги поддржиме сите дијабетичари, да му кажеме што треба, што не треба да се прави, значи на тие што се потенцијални, да му се дадат совети, значи делиме бесплатни флаери, бесплатни апчиња за превенција од дијабет. И се надевам дека, како што и досега, ние сме значи за општото здравје, како клуб, сме за општото добро на сите во заедницата и ќе бидеме така и понатаму. Целта ни е да се зголеми свеста кај пациентите за дијабетот, поточно даваме акцент на преддијабетно стање. Пошто веќе кога пациенти имат дијабет, начинот на третирање неизбежно е со лекови и други медикаменти, комбинирани терапии. На главен акцент е да удариме повеќе на преддијабет, повеќе и помлада популација на пациенти. Како аптик, фармацевти, сите кои се во здравствената фела, нас препорачуваме секогаш дека лекот е бесплатен, посебно кај дијабетесот. Треба да се внимава најмногу на искраната, нормална физичка активност. Дали пешачење 40 минути, 60 минути дневно е сосема доволно да се превенира и да се спречи појавата и развојот на дијабетес. Секој 14 ноември го прославуваме, односно го одбележуваме овој ден, кој што е светски ден на дијабетесот, денот кој што ни е посветен на нашите пациенти, се со цел да го подигнеме свеста за ова хронично заболување кој што ги зафаќа, односно се заболени милион луѓе ширум светот. Дијабетесот не бира граница, не бира возраст, не бира пол. За жал, бројката на ново зарегистрирани заболени се повеќе расте од година на година и затоа денешниот ден ни е како еден потсетник дека ова уствари не е само наша здравствена борба, односно наш здравствен предизвик, туку ова е веќе одговорност на целото наше општество, на нашите поединци, на нашите сограѓани, фамилии, така да мораме да правиме вакви акции и убаво е што има вака многу граѓански иницијативи, односно посетеност на превентивните прегледи кои што беа направени во текот на оваа недела. Тоа значи дека нашите пораки кои што ние како лекари од примарно здравство секојдневно им ги упатуваме на нашите пациенти, допираат до нив и нормално превенцијата спасува живот и може да спаси живот доколку навреме биде откриено и детектирано заболувањето. Во соработка со општина Кавадарци, по повод 80 годишнината на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, денеска од страна на Институтот на основните средните училишта и на библиотека Феткин им беа врачени примероци од првописот по македонски јазик. Петиот ден од десетите отворени денови на Институтот за македонски јазик да се случи овде во Кавадарци, со оглед на тоа што годинава ние одбележуваме 80 години од заокружувањето на кодификацијата на македонскиот јазик, што би рекло 80 години македонска азбука, 80 години македонски правопис. Значи, Институтот за македонски јазик доаѓа да се запознае со наставниците и професорите од училиштата во Кавадарци, да подискутираме кои имаат некакви прашања во врска со употребата на македонскиот јазик и носиме за секој училиште по еден примерок од правописот на македонскиот јазик, што годинава Институтот за македонски јазик го отпечати по повод јубилеот. Нели, тоа е фототипско издание
на правописот на македонскиот јазик и секако носиме пакет книги кои што ќе ги подариме на општината и на градската библиотека кај вас да бидат за употреба на широката јавност во Кавадарци. Во Институтот за македонски јазик постои спомен соба за Крстен Исирков. Таква спомен соба е единствена во светот. Во таа соба спомен соба доаѓаат наши колеги, професори по македонски јазик и ги носат своите ученици според програмата како што ја учат методската единица за Крстен Исирков и тоа е убав начин не само во училницата да се зборува за Крстен Исирков, туку е добро да се посети таа спомен соба, каде што покрај таа условно кажано музејска обиколка на тие фотографии и текстови што се таму, ние им држиме предавање за Крстен Исирков, за книгата за македонските работи, за афирмација на македонскиот јазик, ги запознаваме со институтот, со работата на институтот, затоа што во Институтот за македонски јазик кој постои повеќе од 7 децении, се работат научни проекти во кои се вклучени нашите колеги научни работници. И сметам дека професорите по македонски јазик го препознаа тој момент дека всушност визуелно кога ќе се посети и кога ќе се види спомен собата и сето она што е ставено внатре, дека учениците повеќе се заинтересирани за македонскиот јазик. Покрај тоа голем број колеги што се наши, да речеме професори по македонски јазик, наши колеги, еве можем да кажеме и од лекторски аспект, го полагаат лекторскиот испит. Значи покрај тоа што се вклучени во образованието, тие сакаат да се надоградат, па го полагаат и лекторскиот испит. Тој се одржува секој месец, се пријавуваат колеги и голем дел од нив веќе се и лектори со лиценција, која што им се дава од Министерството за култура. Сметам дека и од училиштата и од Кавадарци имаат дојдено и посетено, затоа што кај нас е отворена собата, за секој заинтересиран, така што и постојано кога сакаат да дојдат, се најавуваат и доаѓаат, потоа ја посетуваат спомен собата. Се случува да има и по 100 ученици од едно училиште, кога доаѓаат да ја посетат спомен собата. Знам дека и од Кавадарци, од училиштата што се во Кавадарци, колегите професори по македонски јазик ги носат учениците во Скопје во Институтот за македонски јазик Крстен Исирков. По повод 80 години од постоењето на македонскиот стандарден јазик, зборуваме стандарден, значи уште еднаш се преобјави правописот, ревидираниот подновениот правопис и тоа е убава можност, значи правописот да дојде да се расшири во повеќе училишта, во повеќе градови и така натаму и ова е убава можност, значи правописот да биде да речеме во секој училиште, затоа што многу е потребно за почитување на нормата, треба постојано да се отвора тој правопис. Покрај тоа што го има и во електронска форма, ова е убава можност, се уште хартијата има голема вредност и затоа е убаво и во вакво издание, печатено издание да биде предадено и подарено на учениците на училиштата. Продолжуваме со спортот. Тиквеш убедливо без примен гол го освои 25-тото издание на меморијалот Вуко Каров. Кавадарчани беа доминантни против второлигашите Вардар Неготино со 5-0 и Тетекс Тетово со 3-0. Екипата на градскиот фудбалски клуб Тиквеш од Кавадарци репрезентативната пауза ја искористи да го организира по 25-ти пат традиционалниот меморијален турнир Вуко Каров и Тиквешките легенди. Годинава на турнирот покрај домакинот ГФК Тиквеш учествува второлигашите Тетекс од Тетово и Вардар од Неготино. Се играше по италијански систем, секој со секого по едно полувреме. Во првиот надпревар, домакинот Тиквеш покажа која е моменталната разлика помеѓу прволигашкиот и второлигашкиот фудбал и го декласираше Вардар од Неготино со убедливи 5-0. По 2 гола постигнаа Даниил Тасев и Мартин Стојанов, а еден Берат Садик. И во вториот дел против Тетекс, Тиквеш беше убедлив
и со головите на Рамадани, Делов и Гаје ги совлада тетовчани со 3:0. Во дуелот на второлигашите, Вардар од Неготино со гол во последната минута го совлада Тетекс со 2:1. На крај во конечниот пласман на турнирот, Тиквеш убедливо без примен гол го освои истиот, Вардар Неготино заврши како втор, а Тетекс како трето пласиран. И поединечните награди отидоа во рацете на кавадаречките фудбалери. Со 2 постигнати гола, Даниел Тасев беше прогласен за играч на турнирот, а Стефан Тасев, кој бранеше на двете средби, беше прогласен за најдобар голман. Во сабота од 19 часот и 45 минути ракометарите на Тиквеш го пречекуваат тимот на Пролет. Кавадарчани со победа ќе се оддалечат од директниот конкурент во борбата за позициите кои водат до плейофот. Викингов продолжуваат возбудувањата во машката ракометна Суперлига со средбите од редовното 13-то коло или прво од вториот круг во ова надпреварување. Охрид веќе го одигра својот надпревар со Алкалоид, во кој славеа со 28-24 ја направија мощно интересна борбата за првите 4 места. Денеска Вардар е апсолутен фаворит во дуелот со Струга. Останатите 4 дуели од ова коло се играат во сабота. Тимот на Еврофарм Пелистер 2 во салата Боро Чурлевски во Битола со почеток од 15 часот и 30 минути ќе го пречека Прилеп, а неколку часа подоцна во 18 часот во истата сала првиот тим на Еврофарм Пелистер ќе го нагости Бутел. Во дербито на дното Радовиш ќе го пречека Куманово, а интересен дуел се очекува во Кавадарци, каде во сабота од 19 часот и 45 минути ГРК Тиквеш го пречекува Пролет. Ова е дуел на екипите кои претендираат за место во плейофот, а во првиот дуел на овие две екипи сезонава славеше Пролет. Во сабота кошаркарите на Тиквеш Голден Игл му гостуваат на тимот на Ангели. Девојките во оваа коло паузираат заради учество на репрезентацијата во квалификациите за Европското првенство. Седмото коло од машката кошаркарска Суперлига, според досега прикажаното, треба да донесе многу неизвестни дуели. Истото стартува веќе денеска со скопската пресметка помеѓу МЗТ и ТФТ. Во сабота гостивар ќе се обиде да остане непоразен на гостувањето кај Чаир. Тимот на Ангели ќе го пречекаат Тиквеш Голден Игл. Кавадарчани, иако не блескаат, сепак се фаворити на хартија во овој дуел. Во втората скопска пресметка, Маджари е домаќин на Работнички кој влезе во победничка серија. Во недела се очекува апсолутно неизвестен дуел помеѓу Феникс и Кожув, а во дербито на колото амбициозниот тим на Куманово го пречекува Битолски Пелистер. Девојките во ова коло ќе паузираат заради учеството на сениорската репрезентација во квалификациите за Европското првенство 2027 година. Третолигашите од група Југ во недела ќе го одиграат 10-тото коло. Дреново на домашен терен ќе брка прва победа против Ултрас, а Росоман и Венец гостуваат на Бучин, односно Превалец. Поради репрезентативни обврски, фудбалските прволигаши и второлигаши викендов ќе паузираат. Но затоа во третата македонска фудбалска лига, група Југ, во недела 16 ноември ќе се одиграат средбите од редовното 10-то коло. Росоман го чека тешко гостување кај незгодниот тим на Бучин и само со победа ќе го одржат чекорот со водечките екипи. Гостува и екипата на Венец, која во дербито на колото ќе игра со претендентот за највисок пласман, екипата на Превалец. Дреново, првата победа оваа сезона ќе ја бара на домашен терен против тимот на Ултрас. Млекар ќе биде домаќин на Башкими, а Младост во Кривогаштани ќе го пречека тимот на Влазними Јуниор. Најинтересно и најнеизвестно се очекува да биде во Крушево, каде Пито Гули го пречекува лидерот на табелата Борец од Велес. Сите средби се играат со почеток од 13 часот.
Наутро постудено со услови за појава на магла по одделни котлини, а во текот на денот времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб ветер, претежно од југозападен правец, а температурата ќе се движи во интервалот од 1 до 17 степени. Во понеделник облачноста ќе се зголеми, а од вторник ќе преовладува променливо облачно со локални врнежи од дожд на места пообилни. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец над 60 км на час. Тоа беа содржините во дневникот. Имајте пријатна вечер. Ви благодарам за вниманието и довербата.